Добро вечер, почитувани присутни и отсутни, во најгледаниот квиз на сите времења. Сонотека! Единствен квиз во кој можете да сонувате и само да сонувате да освоите пари. Ова е единствен и оригинален квиз во кој нема спонзори. Инаку, вашиот прекрасен, оригинален и најзабавен водител јас е облечен во модел од тезгата број 4 која се наоѓа во градскиот пазар, поточно кај јајцата. Овој модел можете да го најдете секој понеделник кај Рамче, ако истиот модел е испран. Ако моделот не е испран, можете слободно да си го нарачате кај Рамче. Правилата на играта се следни. Секој точно одговорено прашање носи по 10 бода, а секој погрешно по минус 20 бода. А сега да ви ја најавам нашата гостеса, прекрасната Марија. Марија е облечена во модел од колекцијата Есен-зима 2017 од бутикот Прчва. Марија ќе биде и нашиот записничар и ќе запишува кој надпреварувач колку бода освоил, односно изгубил. При тоа таа често ќе се смее, со што ќе кружи позитивна енергија во нашата сонотека. Марија, како се чувствуваш и кој се грижи за твоите заби? Како и секогаш, одлично во твое друштво, Димитар, а за моите заби се погрижи стоматолошката ординација Цоцевски, најдобрите во градот. Добро, пред да преминеме на квизот, одиме со најновата реклама за најдобрата вода во државата, познатата Велестовка, а потоа се враќаме со представување на надпреварувачите. И, што гледаш, Пацо? Има ли нешто за радување? Па, гледам пат, значи ќе одиш некаде. Ајде, може би Коле твој ти подготвува некакво изненадување. Што? Не кажувај вицови, мој Пацке. Какво изненадување? Еве поминаа 20 години брак, а тој подалекот Стење мене однесува. Стење. Мојот подалекот Ретагорица мене однесува. Само фудбал го интересира. Сега пак е заразен со некој квиз, сонотека се викал и многу забавен. Одличен е квизот, има што да се научи. Леле, не можам ништо да гледам заради тој квиз. И Коле мој е заразен, само за него зборува. Многу бил јак водителот, голем шегаџија бил. Интересен е, така значи ќе одиш напад наскоро, тоа го гледам. Ќе одам напад, знам дека ќе одам утре на работа, патување за мерак во Пеца Бајле. Пјацке, гледаш, ти погоди. Да, од сега само ти ке ни гледаш. Ај мене сега гледај ми Пацке. Ангел мори, нема доволно време, ајде дај фуџанот на брзина. Кажувај што гледаш, нестрплива сум. Види. Што виде? Кажувај мори Пацке. Камбана, гледам камбана. Камбана, кај ја видеш ти се? Добро е што стои камбаната исправено, а не звони. Ако звони, тогаш тоа е лоша вест, значи ќе добиеш покана за насвадба. Ајде, Ангел, ќе мешаш чочек на свадба. Лазе се ти, Ангел, како ми се оди мене на свадба, туку што се задржа Коле мој, уште го нема да си дојде, а уште малку ќе му почне и квизот. Да, Моријацке, ајде, Ангел, доставешен. Утре сте кај мене на кафе. Ајде, одиме, сполајте на кафе, Тацке, се гледаме утре некад. Пријатно. Што направи маженцево мое, уште го нема. Ајде бре мажуте, мислам цел ден, што се задржа толку. Оф, мори жено, се отепавме од работа. Работа, дури и во сабота. Баре, ќе ти платат повеќе? Аха, ќе ни платат година.
Ту како сум гладен и жеден. Што има за јадење? Сварив лејќа. Лејќа, а мори ти улава да не си? Цел ден сум на паштета. Мислиш дека ќе се најадам со лејќа? Па керка ти Марија сака. Марија, кај е таа? Треба сега да си дојде, поплани на училиште. Добро вечер, мајко. Добро вечер, татко. Оф, колку сум изварена и исцрпена. Добро вечер, најмила таа. Од што мори, Керко? Прашај ме мене како ми е. Што правевте на училиште? Тест по хемија, наставно лишче по физика и англиски, а по македонски јазик учевме за акцент. Мислиш македонски? Не, тато, акцентот во нашиот јазик е третосложен и правилно се изговара македонски. Па сите го викаат така. Добро, ете научив нешто и јас. Ацке, пред да ја донесиш леќата, дај донеси нешто да се напијам. Жеден сум, а и немаме многу време, ќе ни почне квизот со Нотека, со мојот омилен водител. Еве ти, Кока-кола. Каква Кока-кола? Не сакам вештачки работи! Велестовка е вода. Значи тоа беше рекламата за најдобрата вода во државата, познатата Велестовка. Станува збор за компанија која е отворена сега, пред 3 години.
Инаку компанијата му подарува по едно шише вода на секој надпреварувач, со што истиот нема да остане жеден. А сега да се запознаеме со нашите надпреварувачи. Добре дојдовте. Повелете, седнете. Ако најдете столче, одиме по редослед со надпреварувачите под број А, број Б, број В, број Г и број Д. Одиме со воведните и најтешките прашања до сите. Дали имате име? Да. 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 Дали имате презиме? Да. 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 Дали имате хоби? Да. Да. Не. Да, не. Да. Бравос! Се гледа дека сте дошли подготвени. Значи имаме сериозни надпреварувачи. Ајде сега, кажете ни како се викате и презивате. И кое е вашето хоби? Се викам Даниел, го заборавив презимето. Во слободно време ја гледам Малечката невеста. И така. Ваша животна желба? Па, еден ден такумам во една епизода во Малечката невеста. До која епизода си стигнат со гледањето? Па, 1001-та или 1002-та, не се сеќавам. А како се чувствувате во студиото и кој во облече? Па така, како малку возбуден, како да ми трепери срцето. А ме облече мајка ми. Одиме со следниот надпреварувач под број Б и неговата биографија. Се викам Елена Јасоточка. Гледањето квизови ми е хоби. Особено квизот на Лила со кутиите и квизот на Драган Волчич. Мора да се пофалам дека напорно се подготвував за вашиот квиз, гледајќи ги дури и репризите на Лила и Драган. Со облеко во детската соба, носејќи облека купена во бутикот Прчла. Мојот идол е Елвис Притисли и се надевам дека во најскоро време ќе присуствувам на негов концерт. Аха, добро. Повелете надпреварувачу под број В. Се викам Бојана. Немам хоби, имам две професии. Плетам и гледам накав. Имате ли работно време? Работам неограничено. 24/7 со комшивките. Океј! Одиме со следниот надпреварувач под број Г. Се викам Наталија, немам хоби. Професија ми е предвидување на времето, а идол ми е Глигород МТВ. Дали имате омилена временска прогноза? Да, тоа е прогнозата, времето ќе биде умерено облачно со магла во котлињата. Добро, повелете надпреварувачу под број Д. Се викам Елена и омилена боја ми е зелена. Со мие еден ден да отпатувам во Вселена. Од таму ќе ми зборувам микрофон преку мојот телефон. Одлично! Каква рима! Пишувате ли песни? Да, пишувам. Ова всушност извадок од мојата поезија. Планирам да издадам стихозбирка за некоја угледна издавачка куќа. Имам многу понуди, па се двоумам која да изберам. Волшебно и романтично! Бравос, бравос! Ке биде интересно со нашите надпреварувачи кои имаат презнаења од сите области. Но дали имаат и знаења, ке дознаеме наскоро, а тоа наскоро е вечерва, сега и овде, во 20 часот. Почитувани, одиме со првото прашање. Производ од кокошка? Прв се пријави Даниот. Повелете, Даниот. Супа? Па немојте ви се мувам, каков е овој одговор? Се пријави надпреварувачот под број Б. Јајце? Не, никако. Бојана? Да не се јајца. Не, одговорот е тава со ориз. Значи Марија ќе внесе дека Данија, Елена Јасоточка и Бојана имаат по минус 20 бода. Подсетувам, секој точно одговорено прашање носи по 10 бода, а секој погрешно по минус 20 бода. Одиме со следното прашање. Познат американски филм? Прва се пријави нашата поетеса, Елена Јасоточка. Да не е Титаник. Не, повторно добивме неточен одговор. Повелете надпреварувачу под број Г. Мислам дека е сам дома. Кој дел? Па, мислам дека е првиот дел. Не е точно. Станува збор за вториот дел. Ви се одземаат 20 бода. Значи, почитувани гледачи, гледачки и бајачки. По првиот круг прашања има неизвестна борба како никогаш досега. Сите надпреварувачи имаат по минус 20 бода.
Мора да ги пофаам нашите надпреварувачи кои даваат се од себе. Се гледа нивниот глад и желба за победа, но се гледа и жетта кај нив. Затоа Марија донеси по едно шише од литари по Велестовка. На здравје, нека ви е водата. Одиме со следното прашање. Дел од фудбалска игра кога топката е во аут. Се пријави Елена Јасоточка. Да не е голаут случајно? Ни не случајно, ни случајно. Дали има некој друг добар волк? Или може би волчица? Ајде, волку. Да не е тайм-аут не случајно. Ни не случајно, ни случајно. Дали има уште некој? Зарем ќе треба повторно јас да го кажам одговорот? Ах, еве знак светлина во тунелот. Се пријави Елена Шасоточка. Голаут и тайм-аут заедно? Не. Мене ми е многу жал, ама повторно немавме точен одговор. Одговорот е реклама. Следува полесно прашање, еден подарок за сите вас. Колку родови има во македонскиот јазик и кои се тие? Прва се пријави Наталија. Повелете се одговорот, Наталија. Во македонскиот јазик има вкупно 3 рода, а тоа се женски, среден и машки род. Жалам, одговорот е неточен. Еве се пријави Бојана, да слушнеме. Во македонскиот јазик има вкупно 3 рода, а тоа се среден, женски и машки род. Повторно неточно. Дали има уште некој кој го знае одговорот на ова прашање? Повелете, Елена Јасоточка. Во македонскиот јазик има вкупно 3 рода и мислам дека моите противници го сгрешија редоследот на родовите. Значи тоа се машки, женски и среден род. Не ми се верува. Туф. Повторно добивме неточен одговор на најлесното прашање. Почитувани, одговорот гласи дека во македонскиот јазик има вкупно 4 рода. И тоа машки, женски, среден род и изрод. Како можете да не го знаете одговорот? Штурци ни заедни. Значи повторно ви се одземаат 20 бода. Да слушнеме, Марија, каква е бодовната состојба? Бодовната состојба е следна. Даниел има минус 40 бода, Елена Јасоточка има минус 40 бода, Бојана има минус 40 бода, Наталија има минус 40 бода и замислете, Елена Шасоточка има исто така минус 40 бода. Па, Димитар, одамна сме немали толку неизвестна борба. Ке биде интересно до крај. Така е, Марија. Се уште не сме го добиле првиот точен одговор. Не само во оваа емисија, туку и во претходните 34 емисии, од кога постои квизот. Се прашувам, зошто е тоа така? Како и да е, продолжуваме со нагледаниот квиз во Македонија и пошироко. Сонотека! Квиз далеку пред сите и зад сите. Го поставувам следното прашање. Маж кој страстно и во занес го изговара името на друг маж. Може би вие да ни го знаете? Малку незгодно прашање. Сепак сме на телевизија. Зошто незгодно? Ова е 21 век, модерни времиња. Дали има уште некој кој го знае одговорот на ова прашање? Нема? Одговорот е спортски коментатор. Што мислевте вие, Даниел? Колку само лесно прашање, нели? Треба да читате повеќе. Почитувани гледачи, се вжештува атмосферата во нашето студио. Следното прашање е заедница на маж и жена. Повелете, Бојана. Брак? Неточен одговор. Се пријави Елена Шасоточка. Куќа? Повторно неточно. Повелете надпреварувачу под број Г. Може би зграда? Не, точниот одговор гласи стан. Следното прашање е електронска направа за регулирање на крстосници. Повелете, Елена Шасоточка. Многу тешки прашањава. Епа сега, сакате ли помош? Еве ви помош. Црвено, жолто, зелено. Ајде сега, одговори Елено. Црвено.
Неточен одговор. Наталија? Да не е зелено? Повторно неточно. Ајде нека се обиде уште и Бојана. Жолто? Не, неверојатно. Одговорот е семафор. Влегуваме во вториот дел од квизот. Еве го прашањето. Како се вика братот на жената ми? Се пријави Данијел. Повелете Данијел. Никола? Аман бре Данијел. Пу, јазик. Се пријавија и останатите надпреварувачи. Да го слушнеме одговорот. Билјан? Љупчо? Костадин? Митре? Повторно неточно. Братот на жената ми се вика Стојан. Па толку ли не го познавате подесниот круг на моето семејство? Ме разочаравте. Крајно ме разочаравте. Како и да е, продолжуваме со предпоследното прашање за вечерашната сонотека. Производ од пчела. За жал, за прв пат вечерва нема ниту еден пријавен надпреварувач. Зарем не знаете? Ах, бребои кандидати, производ од пчела е оток. Ни остана последното прашање од областа на музиката. Данијел, не стој како да, испушти ја купата долу и не ме гледај така. Сега треба да се размрдаме и опуштиме. Дали можете да препознаете која пее следната песна? Режија, ве молам, пуштајте ја песната. Се пријавија сите, тоа ме радува, да слушнеме.
Владко Сановски, Неточен одговор. Драган Чемитрески, Повторно неточно. Спасен Силяновски, Не е точно. Цацко Конопишки, Повторно неточен одговор. Ајде нека се обиде уште едена шестоточка. Јоко Танески рибата? Не, ова е легендата на македонската музика Кенан Таировски. И неговата нема веќе ало ало. Зарем и ова не го знаевте? За жал, стигнавме до крајот, а през да се одјавиме, да ја слушнеме Марија и бодовната состојба. Израмнета игра Димитар. Сите надпреварувачи имаат по минус 100 бода. Немаме победни. Што значи ова, драги мои? Сега секој надпреварувач ќе треба да плати по 10.000 денари. Зошто 10.000 денари? Бидејќи 100 бода по 100 денари се 10.000 денари. Пријавете се и вие и учествувајте во овој квиз, па да ни помогнете финансиски во оваа кризна економска состојба. Им се заблагодарувам на нашите надпреварувачи кои дадоа се од себе и ќе си одат полесни дома, а ви благодарам и вам на вашето ценето внимание. Се гледаме наредната седмица со уште поинтересни и несекојдневни прашања. Гледајте репризата утре са бајле во 8 часот.